Средношколците во Штип денеска беа дел од проектот Симулација на државна матура. Како се одвива процесот на државната матура, колку прашања има, на кој начин се решава тестот. Денеска беа опфатени 2 средни училишта, а наредната недела ќе продолжи во останатите. Со ова општина Штип е првата општина во државата во која симулацијата ќе се реализира во сите средни училишта. Ова е еден проект кој што прв пат го реализираме годинава и се надеваме дека ќе продолжи во иднина. Целта на овој проект беше да се подготват учениците за полесно да го поминат тестот на државната матура, односно да се запознаат со прашањата, од прилика како би изгледало самото тестирање, колку часови трае. На самата симулација учениците ќе видат колку време имаат за сето тоа, како да одговараат на прашањата и сметаме дека со ова ќе се подобри квалитетот при полагањето на државната матура, односно ќе се стекнат со искуство учениците кои што можат да го пренесат и на останатите ученици кои нема да прават симулација. Инаку ова го дојдовме на идеја по извршената анкета на учениците кои што завршуваат 4-та година. Беа анкетирани околу 106 ученика кои што изразија интерес за полагање на ваков тест. Целта на оваа симулација да се намали стресот кај учениците при полагање државна матура. На ваков начин тие се соочуваат со чинот на полагање на матура и веќе се подготвени. Се случувало во минатото некој ученик да се здобие со здравствени проблеми пред полагање на матурата или пак на самиот чин на полагање на матурата. Се случува одлични ученици кои што сметаат дека ги знаат одговорите при брзање да направат грешки. Исто така имаше и пример кога ученици го решиле тестот, меѓутоа не го пренеле на дополнителниот лист што е за одговори. И идејата на општината беше прифатена од нашето училиште и од другите училишта во општината, бидејќи на некој начин ние ќе им го доближиме чинот на полагање матура на нашите ученици. Да се ослободат од стресот, да го видат тестот, некои од нив вежбале, меѓутоа некои за прв пат го видуваат на самиот ден на матура, што не е во ред, и да ја сватат сериозноста на овој чин. Освен намалување на стресот, се овозможува учениците да направат проверка на своето знаење, пример по предметот македонски јазик. Целта е токму таа да матурантите денес видат на кој начин тече процесот на полагање на државна матура, да го намалат стресот, а во исто време да направат и проверка на своите знаења по предметот македонски јазик и литература. Полагањето денес се одвива согласно пропишаните правила од Државниот испитен центар, на истиот начин како што и ќе се случува на 1, односно на 8 јуни, кога учениците ќе полагаат државна матура. И за учениците ова е од огромно значење, бидејќи може да видат што значи полагањето државна матура и на кој начин се реализира тоа. Ова ќе ни биде многу од помош, треба да видиме како изгледа пред да дојде вистинската матура и мислам дека и полесно ќе ни е и ќе бидеме поопуштени отколку на еднашка се да ни дојде. Оваа симулација ни помага на нас учениците да се ослободиме од стравот кој ние го поседуваме од страшната матура, кој што некои би рекле. И тоа ќе ни помогне сега да видиме уствари како се одвиваат тие работи. Матурата, како што видиме сега, е доста тешка, надеваме се дека нема да биде толку тешка. Симулацијата на државната матура се одвиваше во Средното медицинско училиште во Штип, како и во Средното училиште Колен Ехтинин. Беа опфатени по 30 ученици по случаен избор. Матурата траеше 4 часа, а тестовите беа преземени од претходните години. Државната матура се полага на 1 и 8 јуни, а во Штип полагаат околу 500 средношколци.